Štipskiot ansambl Toska ne zastanува, со македонскиот фолклор веќе ги освои Балканот и Европа, сега ќе освојува и Кина. Во градот се вика Ланчоу, инаку тоа е мало градче со 3.600.000 жители и фестивалот ќе трае од 30. до 12. јули. На овај интерконтинентален фестивал, значи, настапуваат некаде 6 или 7 ансамбли, а единствени представници од Европа е ансамбл за народни песни Ора Тоска. Каде и да настапуваат, Тоска се препознатливи по специфичноста на нашиот традиционален фолклор и ниедна публика не останува равнодушна на македонскиот мелост. Дел од фолклорното богатство на Македонија сега ќе може да види и Кина. Ансамблот има на репертуар, да не речем огромен репертуар, од кој веројатно ќе го избавиме она најубавото, кој е најинтересно, затоа што секој сме препознатливи по убавиот фолклор, убавите носи и сакаме во Кина да се представиме како еден квалитетен ансамбл. Што во Кина ќе понуди Тоска знае, но одговорноста е голема за што се представуваат Штип и Македонија. Па има голема одговорност. Трема Јакопов најстари игрорец од 85-та до 92-та од бивша Југославија и сега овие 5 години па се малку активираме. Така да за мене не е толку тремата страшна е. Ова ќе ни биде пат за да отворена врата за да прошетаме и на други места и се надеваме дека следното лето ќе одиме на друга прекоокеанска. Тоска е еден од ретките ансамбли каде најмладите и најстарите заедно негуваат долгогодишна традиција од 71 година и брои околу 200 членови. За свој придонес во ширењето на македонскиот фолклор и промоција на Штип, Тоска минатата година го доби највисокото општинско признание 8 ноември.